Еве земи, ама ова е последно. Си го наполни малото мешенце со сокчиња и оризот се уште стои тој, ориз ќе се изаде, инаку толку деца ќе имаш. Што значи има тоа? Како мали мајка ми така ни велеше и ние верувавме. Добро, ти го јадеше целиот ориз? Не, јас ќе оставев само 2. Да не си сакало да имаш 2 деца? Ајде остави сега и зиди си ги ќофтенцата. Војче, ти колку деца сакаш да имаш? Ти како да се отвори Булут, правиш план за семејство? Да. Ти си ми мене доволен, Булут, не сакам друго. Искрено речено, јас би сакал да имам едно братче. Например, другар ми Џанс има братче, многу добро се служуваат и многу се забавуваат, ама јас сум сам. Булут, сонце, те молам не зборуве така, ме растажуваш. Едно женско и едно машко. Да, едно женско и едно машко. Среќен си сега? Да. Ама сега не можам да размислувам за дете, Булут, можам да мислам само на утрешните гурмани. Што значи гурман? Гурман е тој што сака да јаде. Некој што се разбира од вкусови. Потогаш и јас сум етен гурман. Така ли, господине гурман? Ајде кажи да видиме какви се ќофтињата. Прекрасни. Ајде. Здраво, добар ден и пријатно јадење со лесно нека ви е. Навистина ова е прекрасен локал и вие сте менаџер на местово, бидејќи приметив по вашиот стил и држење. Мене ме испратија од соседната маса. Тука имало дете што се занимавало со вселенски работи. Јас. Вие сте, значи овој пакет е за вас, велат дека внатре имало телескоп. Чичо, ова е многу убаво и многу е големо. Нормално дека е големо. Си слушнал дека со него можеш очите на месечината да ги видиш. Тогаш ајде да го отвориме. Ова не е место како за телескоп. Да одиме на некое повисоко, поотворено место каде што ќе можеме звездите да ги гледаме. Што велиш? Јас мислам дека знам едно такво место. Така е, го наместив. Да ве запознам со месечината, Булут. Повели? Чичо, многу убава и многу е голема. Гледај повнимателно, може и стапките на Нил Амстронг ќе ги видиш, а? Што велиш? Денис, многу си лош. Војче, каде е Марс? Каде е Марс? Тешко прашање ми постави, дај да видам. Еве види тука, најсветлата. Зошто е најсветло? Бидејќи Марс е најблиската планета до Земјата и затоа ние ја гледаме како најсветла. Јас веќе си резервирав место таму, за едно 10 години одам. Навистина ли? Да дојдам и јас. Дојди, ќе се дружиме со марсовци и ќе си играме со нив. Денис, немој да го лажеш, Булут. Булут, овој твој чичко има многу бујна фантазија. Светот му е фантазија. И затоа немој да го слушаш, ама ти ветувам дека ако еден ден се оди на Марс, јас ќе те фатам за рака и ќе те однесам. Моето е малку повеќе научна фантастика. Не знаеме што ќе се случи утре, нели? Земјата се врти многу брзо. Ти така каже еднаш. Невозможните работи се понекогаш возможни. Јас мислам дека не треба да се сонува напразно. Секогаш е покорисно да се биде реален. Да се биде секогаш реален е здодевно. Јас се врзувам за соништата. Си велам себе си дека еден ден се ќе биде многу убаво. И научи ли сега што е голема мечка, што е мала мечка и каде е Марс? Да, научив, ама има уште нешто. Јас веќе ќе станам астронаут. Супер. Нека биде вселенски инженер, така ќе ти ја прошириме деловната област. Па што прави вселенскиот инженер, Војче? Ракетите што во вселената. А одат ли тие во вселената? Не, ти остануваат тука, Војче. Тогаш не може. Јас ќе бидам астронаут и ќе одам во вселената. Знаеш дека јас кога бев мал сакав да сум астронаут? И јас. Ај што семејство ќе бевте влюбени во свемирот? Се разбира, ти не знаеш. Нашите предци потекнуваат од првите летачи.
Ти што сакаше да бидеш како мала? Јас... Мене многу ми беше измешана во главата. Едно време сакав да бидам балерина. Можеш да предпоставиш, брзо се откажав. Потоа си реков да бидам учителка. И тоа не ме воодушеви. Си реков да бидам готвачка. Ама зачудувачки брзо се откажав. Сакав да бидам и такси возач. И потоа татко ми стаса една убава влечка и се откажав. Потоа си реков најубаво е готвачка и се одлучив за готвење. Добро што се станава готвачка. Инаку не може да те запознаеме. Да, точно е, да не го одбереше тој пат немаше никогаш да се запознаеме. Мислам дека секако ќе ме најдевте. Вујче, ти зошто толку многу сакаш да станеш астронавт? Тетин Хакан еден ден ми кажа дека мајка ми и татко ми живееве многу далеку на некоја звезда. И јас ќе станам астронавт, ќе одам во Вселената и ќе ги најдам. Ќе одам да го однесам булот. Да не му студи. А јас додам во ресторанот. И јас ќе излегувам да те однесам. Може. Да ти дадам неколку романи со научна фантастика. Од оние со неочекуван крај, ако сакаш. Јас не се занимавам со тоа што не е реалност, Денис. Тоа е твоја област. Одлично. Назлив Вселенскиот брод ми е долу, за 30 секунди ќе сме пред ресторанот. Се уште нема телепортирање на вашата планета? Кај нас има, ама земјава се уште нема, па затоа не можеме да се телепортираме. Добра ноќ. Добра ноќ. Тука ни е кујната. Многу е убава, доволна е. Има се, мислам дека. Да, и нам ни е доволна, многу сме среќни. Бурак, душо, може да ги оставиш? А што со садовите? Се препълни машината, па реков да ги измијам на рака. Не се мачи. Ти се уште си нов, да не те заморувам уште од почеток. Потоа ќе ти здодее, а и да не те чекаат дома. Ви благодарам. Многу ви благодарам. Здраво. Здраво. Ова е тајниот свет на еден шеф. Немој никому да кажеш за ова. И јас сакам да сум дел од ова, знаеш? Сериозен си? Се разбира дека да. Каде ви се престилките? А? Повелете. Одговара со ракавиците. Намерно ги купив иста боја. Тогаш јас ќе мијам, а ти ќе ги плакнеш, може? Ау, може, најубавиот дел е тоа. Тебе е најлесната работа ти ја дадоа. Денис би те избркала. Леле, на вистина. Обратно било. Внимавај да не прскаш што се Жи ми Бога, не знам, Назли. Овие раце, моеве раце, во еден момент ми дојдоа предолги, не знаев каде да ги ставам. Тоа нема многу врска со тој момент, Фатош. Добро, дали можеше да му објасниш дека ти е непријатно, тоа кажи. Не можев, што да му кажев, како да кажам такво нешто. Енген, ти си многу богат и оваа ситуација воопшто не излезе како што предпоставував. Многу ми е досадно тоа да му речам. Ама не. Вака, ќе му кажеш. Енген, твојата финансиска состојба мене ме загрижува. Добро, Енген, дали мојата финансиска состојба те загрижува? Не може. Многу е тешко, Фатош, во право си. Се прашувам, Енген, дали може би не е вистинската личност. Доста веќе. Ај, што ти е, Асуман, веќе доста ме умре од страх. Девојко, ти лута ли си? Што имам, а? Јас да ти објаснам што има. Човекот е богат, човекот е згоден, човекот е сака. Дури ќе размислува за сериозно, може би веќе почнал да размислува. Што да има повеќе? Асуман, што се разбираш, ма ти? Во што да се разбирам јас, да, јас и онака во моментов ништо не разбирам. Ти го оставаш момчево, јас тоа не го разбирам. Вр човекот светот неонски светла дека е идеален маж. Асуман, Асуман, девојко, ти не одиш на школа?
Одам, да јадам и ќе станам и ќе одам. Добро, ајде на школа, доволно ти беше јадење, многу енергија ќе ти дојде, ајде. Како и вчера, селфи од час и локација на школа. Одам, добро. Чекај, ќе најдам решение за оваа работа. Ќе ја решам, чекај. Енген финансии. Колку може да го загрижува финансиската состојба? Ајде, колеги, докаде сте со телешкото? Доаѓаат. Ајде, не ве слушам, ајде, каде ми се печурките? Стаса печурките. Во која состојба се тестенините? Готови се, господице. Да ми гласос. Точно на време. Пиперките помалку печени. Готова ли е салатата? Еве готова е. Колку минути? Колку? 10 минути и 48 секунди. Ако сметаме дека ти треба 18 секунди да се вратиш меѓу нас, за 10 минути и 30 секунди печено телешкото и тие тестенини. Колеги, да ни се позлатат рацете. Браво! Браво! Мемет, намести ги столициве и на оваа маса нема потреба од овие менија, те молам, добро? Фатош! Што е? Сакам да се случи нешто и да се откаже резервацијата. Да не сум те слушнала, Назли. Ова за нас е многу важна шанса. Ние треба да го зграбчиме ова. Сега сум како студент на факултет кој треба да излезе на испит. Знаеш кога чекаш со надеж да кажа дека испитот се одлага и трчаш да пиеш чај во кантината. Зборовиве не ти доликуваат, Назли. Ти си професионалец. Ова треба на тој начин да го прифатиш. Ама ми работи аматерскиот дух. Добро, да, во право си, јас сум професионалец. И не една резервација, нека дојде уште една. Ама уште една. И што е еден дегустатор, нека дојдат петорица. Токму така. Така. Шефица Назли, ни дојдоа гостите. Прекрасно. Дојде дегустатор. Прекрасно. Господин Ердин, добре дојдовте. Добро ве најдовме, господице. Повелете ве молам на вашата маса. Повелете ве молам. Повелете седнете. Бурак, ќе им дадеш мени на гостите? Всушност, нашите нарачки се знаат. Многу слушавме за вашето печено телешко во демиглас сос. Ви благодарам. Дали прво би сакале темпура со козјо сирење во смоквено гнездо? Воопшто нема потреба да прашувате. Денес сме отворени за се што ќе ни презентирате. Вие сте шеф. Сцената е ваша. Ви благодарам. Не се сомневам дека ќе бидете задоволни. Благодариме. Да, колеги, дојдоа и како што предпоставивме нарача печено телешко. 4 се. Прво ќе ги послужиме со темпура. Ние ова јадење многу пати го имаме правено и порано, а да го направиме сега многу побаво и повкусно. Така е. Затоа бидете спокојни. Тогаш што велиме? Сакура! Ајде. Да се смени маслото. Скарајџијата кај скарата. Господин Ердин, видете, мора да е некаква грешка. Јас не ставам сол во темпурата и самото сирење има сол. Не можев да ја јадам, ви велам, господице Назли, видете, сите стојат на масава. И не само јас, ни пријателиве не можеа да јадат. Ајде да речеме дека се случи некаков проблем окојнат, ама и телешкото ви беше одвратно. Господин Ердин, видете вака да направиме. Јас да подготвам се од почеток за вас. Најверојатно долу од возбуда дошло до некаква забуна. Господице Назли, професионалноста налага возбудата да се употребува за напредување во работата, не за саботирање. Ако велите дека овие грешки се направени од возбуда, значи дека и вие и вашите колеги не сте доволно професионални. А ако велите дека не ме надвладеала возбудата, значи дека толка вие и капацитетот. Тогаш може би треба да си барате друга работа. Пријатен ден, господа. Повелете. Како е можно? Како? Да ти се плукнам во келовицата. Тоа значи дека под притисок правам грешки. Ме фаќа паника. Никогаш порано не сум превземала толку голема одговорност. Не сум раководела со толку голема кујна. Значи дека се уште не сум била спремна. Назли, душо, ќе се ослободиш од своето неискуство и ете тогаш талентот ќе ти исплива на површина.
Се ќе биде многу баба. Ферит, Назли, може ли да поразговараме малку? свесна сум, беше големо фијаско. Мене ми ја довери кујната и јас успеав се да уништам. Назли, сакам да зборуваме за нешто друго. Приватно. Може ли да зборуваме насамо? Го зедоа булот. Само така го зедоа и го однесоа. И јас ништо не можев да направам. Жал ми е. Многу ми е жал. Не можев ништо да направам, Назли. И се измори веќе секој пат да бидам губитник, да бидам скршен. Јас. Асуман. Поради нас. Виновна си. Ако булот во моментов е во куќата на тој човек, и ти имаш удел во тоа. Никогаш нема да ми простиш, нели? За мене сега има само една вистина и тоа е булот. И ме полудува тоа што булот во моментов е во куќата на тој убиец. Ама јас мразам да губим, Назли. Ќе го земам булот назад. Верувај, ќе го направам тоа. Како ќе го направиш тоа? Во моментов тие му се законско семејство, има судска одлука. Ти ќе ми помогнеш за тоа. Како? Сакам да се омажиш за мене. Го зедоа булот. Само така го зедоа и го однесоа. И јас ништо не можев да направам. Жал ми е. Многу ми е жал. Не можев ништо да направам, Назли. И се измори веќе секој пат да бидам губитник, да бидам скршен. Јас. Асуман. Поради нас. Виновна си. Ако булот во моментов е во куќата на тој човек, и ти имаш удел во тоа. Никогаш нема да ми простиш, нели? За мене сега има само една вистина и тоа е булот. И ме полудува тоа што булот во моментов е во куќата на тој убиец. Ама јас мразам да губим, Назли. Ќе го земам булот назад. Верувај, ќе го направам тоа. Како ќе го направиш тоа? Во моментов тие му се законско семејство, има судска одлука. Ти ќе ми помогнеш за тоа. Како? Сакам да се омажиш за мене. Само малку, јас мислам дека не разбрав добро. Сега ти мене... Чекај, ти мене сега ми... Не ти нудам брак, Назли. Ова не е понуда, ова е само еден договор. Како мислиш? Ќе ми помогнеш булот да го земам назад. Венчавајќи се со тебе. Ова нема да биде вистински брак. Ќе направиме фиктивен брак. Има ли потреба да ти го објаснувам ова? А секако дека не ни помислив на тоа. Не може да е вистински. Добро. И што велиш? Сега, кога ќе се венчаме, мислам, кога ќе направиме фиктивен брак,
Јас и ти... Да, законски ќе се венчаме и навистина ќе бидеме во брак. Сите ќе не знаат како брачен пар, но ќе останеме насамо. Да, Нема да се однесуваме како брачен пар. Нема да има ништо меѓу нас. Види, Назли, ова е единственото решение да го земам Булут. Зборував со адвокатите. Ми кажаа дека ако сум во брак, имам големи шанси да го земам старателството врз Булут. Сега чекам одговор од тебе. Ќе се омажиш ли за мене, за да ми помогнеш да го вратам Булут назад кај мене? имам 1000 прашања во главата, се ми се измеша. Слободно прашај, Назли. Како прво, зошто јас? Зошто јас? Зашто сите мислат дека има нешто меѓу нас? Сети се на претходното рочиште. Тврдеа дека сме биле во некаква врска. Во оваа лага сите многу лесно ќе поверуваат. Немој да си толку сигурен. Луѓето знаат дека сме скарани. Во ваков момент, кој би верувал во ова? Ајде сега не мисли ти на тоа. Мене само едно нешто ме интересира. Да или не? Ми го должиш ова, Назли. Должна сум ти. Јасна е причината зашто го изгубив Булут. Ти давам можност да се извиниш на некој начин. Значи ќе ми простиш ако се омажам за тебе. Не кажав такво нешто, само дека ти давам шанс. Нема да ти простам зашто ќе се омажиш за мене. Колку е логично да се ожениш со некоја на која си лут и не и простуваш. Мора да го направам ова за Булут. Не можам да го оставам во рацете на Хакан. Ако и ти барем малку мислиш на него... Чекај малку. Што значи барем малку? Знаеш колку многу го сакам Булут. Булут многу ми значи. Но ти зборуваш за брак и тоа за лажен брак. Не сум сигурна дали сакам повторно да сум дел од лага. Јасно е дека лагите не завршуваат добро. Јас ти понудив. Тоа се условите. Која ти е одлуката? Треба малку да размислам. Размисли. Ама немаме многу време. До утре треба да се одлучиш. Назли, душо, да ви донесам чај или кафе, затоа што ми изгледа дека долго ќе ви трае разговоров, затоа. Нема потреба, Фатош, јас ќе бегам. Ќе се чуеме утре. Што зборувавте, што ти кажа? Еј, кому му зборувам? Добро ли си? Добро сум, добро. Стана многу доцна. Ајде да го затвориме ресторанот да си одиме. Ајде. Асуман спие како труп. Сега можеме на раат да зборуваме. Зашто ќе зборуваме? Епа која е причината што толку доцна чистиш брани? Нема посебна причина. Да ја направам пред да легнам. Утре Асуман да јаде пред да оди на факултет. Ти ми ги гледаш ли очиве? Јас би го проголтала ова. Ќе го проголташ, да, и тоа со маслиново масло. Ти така ја сакаш. Не ми ја менувај темата. Назли, да не си тажна поради дегустаторите? А? Што се случи? Фери, тебе ли те обвини поради ова да не те притисна? Ферит ми понуди брак. Како да не? Сериозен сум. Фиктивен брак, а? Ферит, ама ризично е. Што ако се дознае оваа игра? Енгин, немам друго решение. Ни јас не сакам да играм вакви игри, ама принуден сум. Ова е најдобриот начин да го добиам Булут. Што вели Назли за ова? Кажа дека ќе размисли. Што мислиш, ќе прифати? Зборувавме за Назли, Енгин. Тешко е да се претпостави. Што значи, не знам. Ај па нема што да не знаеш. Што значи фиктивен брак, бе? Не, ако е така, Назли, немој да прифаќаш. А Булут? Не знаеме како му е секој ден додека е кај Хакан. Покажа дека е невин во врска со несреќата, ама јас знам дека тој е виновен. А, да, и тоа. Епа тогаш ќе се омажеш, Назли. За Булут и жива кокошка би се изело. А од друга страна, пак таман се спасив од една лага, сега ќе се вмешам во друга. Ај, камо ова да беше вистински брак, тогаш немаше да имаме вакви проблеми. Нема такво нешто, Фатош.
И ти гледаш Ферит колку ми е луд. Постојано ми кажува дека нема лесно да ми прости. Ау, ем нема да ти прости, ем брак ти нуди. Буквално пеколна казна. Назли, многу ме интересира каква одлука ќе донесеш. Ќе размислам. Овој пат убаво ќе размислам. Имам две опции. Добро, и двете не се во ред, ама морам едната да ја одберам. Не можам да бидам неутрална. Ова ќе остане меѓу нас. Немој никому да кажуваш, ни на Асуман. Ниту на Енген. Секако. За ово знаеш? Молам, Што одлучи Назли? се уште немам одлучено. Назли, ти кажа веќе, не сакам да губам време. Треба да одлучиш што побрзо. Те разбирам. Ама ова е многу важна работа, не е нешто едноставно. Треба убаво да размислам околу ова, да ги разгледам сите можности. Ми нудиш брака, не било што. А и како што знаеш, има ресторан за кој треба да се грижам. Например, се уште не знам која е причината за вчерашниот срам. Ниту ресторанот, ниту тој срам во моментов ништо не ме интересира. Само на Булут мислам во моментов. Морам да исклучам сега. Чекам одговор од тебе во текот на денот. Напорен ден имаш, а? Така е. Се обидувам за нова соработка. Ако удриме потписи, насекаде ќе се прочуе. Да одиме? Важи, Душо. Веднаш чекал одговор. Да ја облечам венчаницата и доаѓам. Бебенце мое, кој те налути сега? Кој може? Секако дека Асуман. Не. Денес Асуман е невина. Ферит ми ги крева нервите. Постојано ме притиска, сака денес да му дадам одговор. Ај, па тој што бил мераклија да се венча. Назли, немој да дозволиш да влие на твоите одлуки, добро? Женското треба малку да се мази, остави го да трча. Фатош, како да зборуваме за нормален брак. Ова ќе биде ненормален брак. Секако, ако биде. Како се уште да се двоумиш? Секако да. И тоа многу. Ти се случило вакво нешто? Да останеш меѓу два огна? Да не знаеш што треба да направиш? Како не, Назли? Види сега, пред некој ден ми се пријаде нешто сладко, отидов во сладкарница. Па се мислев кое да го јадам. Од една страна сутлеш, а од друга страна тулумби. Жими се, многу ми беше тешко. Фатош, ова се смешни шеги многу. А што направив јас? Си нарачав еклере. Би сакала и јас да имав трета опција. Ама немам. Или ќе се омажам, или нема да се омажам. Види, знаеш ли што ќе направиме? Ти заврши ги обврските тука, потоа да седнеме и сериозно да поразговараме околу ова. Ама сериозно? Добро, ајде. Дојди. Ајде. Аха, најдов. Да кажеме дека се венчавте. Ти ли ќе ја готвиш храната или некој друг готвач? Добро прашање. Така е, пиши. Всушност, за креветот? Каков кревет? Одвоено ќе спиете или заедно ќе спиете? Ова е многу важно. Фатош, Душо, фиктивен брак, одвоено ќе спиеме. Добро, Душо, прашав за да знаеме. Овие работи мора да ги знаеме. Ако спиете одвоено, кој каде ќе спие? Ај, Фатош, јас се уште не одлучив дали ќе се венчам или не, а ти види што ме прашуваш. Се обидуваме да работиме сериозно и обширно. Треба да ги знаеме овие работи за да одлучиш. Како да го прашам Ферит за овие работи? Така, ќе го прашаш без пардон. Ова е брак, не е шега. Нека си знае. Душо, ова е фиктивен брак и онака е како шега. Добро, и затоа ние треба да направиме добар договор. Види, дури знаеш ли што да направиме? Да ги напишеме сите членови едно по едно, нели има во предбрачните договори, ете така. Убаво педантно. Фатош, ако треба да се направи договор, Ферит самиот ќе го подготви. Ај, ти си во право. Не дојдовме до вистинскиот проблем. Како ќе им го кажам ова на мајка ми и татко ми? Воопшто не зборувавме за ова. И тоа треба, нели? До душа, татко ти се запозна со Ферит. Го засака? Го засака, но не ми рече оди омажи се, ќе пукне тиквата. Назли, Душо, еве да кажеме дека му рече не на Ферит. Мислам, не се омажи. Што ќе ти се промени во животот? Фатош, овој брак е цената за моите грешки. И за Булут, и за Ферит. Ајде да влеземе внатре, нема никој кај гостите. Добро, ајде да видиме. Ќе направам кафе, сакаш и за тебе? Назли, нема што да се мислиш. Или ќе кажеш да или не. Јас мислам дека има. Ова не е лесна одлука. И уште колку ќе те чекам? Имам некои прашања во главата. Треба да добијам одговор на нив. Сите тука ги запишав. Заврши.
Добро, прашувај. Тука ли? Пред сите? Има муштерии. Јаља дошла. Здраво. Фатош овде ли? Добро, додиме во канцеларија. Таму е слободно ли? Не може, ќе се посомневаат. Па кажи што да правиме. Аља доаѓа. Здраво. Ќе одам во едно кафеле, ќе ти пратам локација, дојди таму. Што правите? Јас морам да одам во фирмата, ќе се видиме. Што е? Што му е? Што е? Што е? Отиде, зошто си отиде? Аман, го знаеш, каков е Ферит, упорен. Нашол некоја месарница, па се закачил да одам таму. Многу е упорен. И јас кога почнав да се противам, изгледа малку се налути, па затоа си отиде. Значи нема ништо друго. Аман, што да има? Најдобро ќе биде да не го повредам и да одам до месарницата, но прво да одам до кујната. Ќе се видиме. Ајде да видиме месарницата. Каде е? Што правила месарницата? Многу ме чекаша. Не е важно. Не можев да излезам од ресторанот. Скришно се срќаваат со Ферит. Убаво. Си ги донесе прашањата? Сите ги помнам. Добро. Да видиме што сакаш да прашаш. А ти зошто си волку опуштен? Навика ти е да правиш фиктивни бракови? Не сваќам зошто си ти толку исплашена. Како прв да ќе ти биде да лажеш, нели? Имаш искуство од претходно. Ако уште малку продолжиш вака да зборуваш, ќе мора да си најдеш некоја друга завенчавка. Види, Назли, многу работи се случија меѓу нас. И двајцата се познаваме. Единствено што треба да направиме е да ги увериме сите во овој брак. Добро, може би не е лесно, ама мислам дека ќе успееме. Нормалните луѓе се венчаваат бидејќи се сакаат. Затоа нив им веруваме. Многу е јасно дека периодов не сум ти симпатична. Сите ќе разберат. Можам да глумам дека те сакам. Сите ќе поверуваат. А и ти можеш да глумиш, така? Дека те сакам? Можам... Мислам, ако се потрудам, ќе одглумам, но ќе треба да се помачам. Добро. Тогаш и двајцата малку ќе се помачиме. Ќе преминеме на прашањата? Да преминеме. Има многу прашања, ама ќе те прашам од поважните прашања, мислам дека ми се доволни 20 до 25. Па праши, Назли, праши. Да кажеме се венчавме. Во иста куќа ќе живееме? Па нормално. Генерално брачните парови живеат во иста куќа. Всушност, сакав да прашам, јас каде ќе спијам? Не грижи се, Назли, ќе најдеме решение. Не мора да спиеме во иста соба. Дури можеме да смениме и куќа ако сакаш. Сепак ќе бидеме семејство. Ни треба соодветна куќа за нас. Семејство. Семејство. Се уште не одлучив. Сега може да преминеме на покритичните прашања. Чекам. Колку ќе трае овој фиктивен брак? Чекав ова да ме прашаш. Секако дека ќе прашам. Зарем цел живот да го поминам во лажен брак? Кога ќе завршам со Хакан, тогаш ќе заврши и овој брак. 2 месеци, 6 месеци, 2 години, колку? Не знам, Назли. Кога ќе се докаже дека Хакан е виновен, ова може да потрае месец дена, може 1 година, може и повеќе. Добро. А додека сме во брак, ќе се гледаш со други? Зашто ова не е вистински брак, нема потреба да ти бидам верен. Не може така. Мислам, некој ќе те види и ќе се посумнева, ќе излезе лагата на виделина. Добро, Назли. Нема да има други, ама истото ќе важи и за тебе. Ќе мора, така ќе биде. Добро тогаш. Заврши ли? За сега толку. Ако ми текне некој друго прашање, ќе го додадам. Значи се уште не одлучи. Не одлучив. Треба уште малку да размислам.
Ајде веќе да станеме, треба да се вратам во ресторанот. Јусуф, Повелете, господине. ќе може ли сметка? Секако. Здраво, здраво. Овие да се исачат тенко и да се прилијат со лимон. Од каде се појави ти? Ете, дојдов. Сакав да те видам. Добро направи. Ај, сакав да те прашам нешто. Секако, прашај. Како си? Мислам, натоста околу ресторанов, она што се случи со сестра ми. Булут. Не сум добро, Денис. Не можам да го потиснам чувството на вина. Тие работи не се твоја вина. Не можам да не мислам. Ако Демет не го добиеше тој процес, Булут постојано ќе беше со Ферит. Каков ќе му беше животот на Булут? Каков ќе му беше? Сигурно ќе беше многу посреќен. Добро, а ти тогаш би работела таму? Не знам. Најверојатно многу одамна меѓусебно ќе се задавевме со Ферит и јас ќе му бев викенд другарка на Булут. Кој знае? Кој знае? Ајде, дојди. Видете кого најдов јас тука. Булут? Што бараш ти тука во ова време? Избегав од училиште. Браво за тебе. И како тоа се бегало од училиште, е да кажи ми, Булут? Назви овие се прекрасни. Така, Види како ја менува темата. мало човече. Чичко ти те праша нешто, ајде кажи ни. Ете избегав. Наставничката ни даде задача да напишеме нешто за својата соба и куќата. Ти кога сакаш знаеш да напишеш многу убави работи. Не ја напиша задачата, а? Не ја напишав, бидејќи тоа таму не е моја куќа. Јас не ја сакам неа. Не ја сакам ни мојата соба. И јас не сакам да живам во таа куќа. Јас сакам да живам со вас. Булут душо. Јас сум сосема сигурна дека тетка ти многу те сака и дека прават се да ти биде убаво таму. Не ме сака. Јас сакам со вас да живеам, а не со неа. Со војко ми, со чичко ми, со тебе. Не со неа. Штом не работиш на училиште, тогаш тука ќе работиш, Булут ефенди. Ајде, стани да те видам. Ајде, имаме многу работа. Тебе те чека, ајде. Може, добро. Што да правам? Бога ми, ќе најдеме некоја работа како за тебе. Има многу работа. Назви? Ке дојде ви назви? Секако ќе дојдам. Ти почни да ги матиш јајцата, јас веднаш ќе дојдам. Ајде да видиме. Хоп. Тука е многу среќен. Освен таму секаде е среќен. Назви? Јас ги изматив јајцата. Браво за тебе, да видам. Многу субави, браво. Ти заврши со работа, ајде сега измиги раце. Не може. Јас можам уште многу да работам. Ама, Булут душо, ќе дојде тетка ти да те земе, ај спреми се, ако сакаш. Булут, види што ќе ти кажам. Ти излезе многу талентиран. Јас да ти спремам една престилка токму како за тебе и кога ќе дојдеш следниот пат ќе ја облечеш, може? На вистина ви? Каде ќе најдам јас некој што мати јајца како тебе? О, колку убаво си најде супер работа. Мене секогаш кромидот ми се паѓа. Па така, ти што мислеше? Булут душо, тетка ти дојде. Доаѓат. Благодарам. Благодарам. Нема зашто. Опа! Булут, мило. Зошто правиш вака, душо? Види колку не исплаши. Досадно ми е на училиште.
Срам да ти е голем газда, може ли вака ти си почнал да фаќаш магл уште од првиот ден, а? Па како ќе бидеш тодаш голем газда, а? Како може некому да му е досадно на училиште? Не се. Да си одиме ние веќе. Ти благодарам што ни се јави. Ајде, Булудушо. Ајде одиме. Ајде. Назо, јас сакам да останам со тебе. Не, јас сакам нивната куќа. Виде, тука можем да останам. Каде да останам? Те молам, да не отежнуваме. Булудушо, јас и онака пак ќе те донесам тука, ветувам. Јас не ја сакам вашата куќа и не сакам повеќе да одам таму. Не сакам. Ама зошто? Таму имаш се што сакаш. Не, Назви не, Вујко ми не, Чечко ми не. Јас таму многу сум несреќен. Булут, за ова ќе зборуваме дома, може? Ајде сега треба да одиме. Ти ветувам. Јас ти ветувам, за многу кратко ќе бидеме заедно. Дај ми бакнеш. Ќе се видиме, добро? Добро. Ајде голем газда, ајде дојди. Ајде убав ден. Ајде дојди. Имајте убав ден. Ништо не можеме да сториме. Оди таму каде што е несреќен и ние не можеме ништо да сториме. Ова не оди вака. Мораме било како да го земеме Булутот таму. Погледни колку е несреќено детево. Треба да живее со луѓе со кои е среќен, а не со кои не е. Така и ќе биде. Јас одам во кујната, ти гладен си? Не сум и онака излегувам веќе. Добро, се гледаме. Се гледаме. Добре деде, Назли. Бев близко до дома, па реков тука да се најдеме. Да се венчаме. Сигурна ли си? Размисли добро. Зарем не ми рече да побрзам? Ете брзам. Да се венчаме. Па само пред неколку часа велеше дека не си сигурна. Затоа ми изненади. Булут дојде во ресторанот. Него местото му е тука. До тебе. Ако е ова тоа што требаше да го направам за да биде среќен, ќе го направам. Добро тогаш, се разбравме. Добро, но што ќе биде потоа? Како ќе ги убедиме сите? Што ќе им кажеме? Ми рече да не се грижам за тоа, ама јас за тоа најмногу се грижам. Како ќе им го кажеме ова на луѓето? Како ќе ни поверуваат? Назли, ќе најдеме нешто. Мислам дека не е нешто за толку да се грижиш. Ќе најдеме? Што ќе кажеме? Ние се смиривме, ќе се венчаме? Би можело. Не може. Луѓето ќе доживеат шок. Како се смиривте? Како се случи тоа? Како ти понуди брак? Што ќе им одговориме? Ти што мислиш? Мислам дека треба да измислиме приказна. И таа ќе им ја кажеме. Ако им кажеме различни приказни, ќе се дознае дека лажеме. Добро, ајде почни со приказната. Например, јас сум била во ресторанот. Било доцна ноќе и токму пред излегување седам сосема сама. И тогаш ти доаѓаш со цвеќе. Јас да дојдам со цвеќе. Точно, никој нема да верува. Доаѓаш така, без ништо. И потоа? Потоа седнуваме и почнуваме да разговараме. Зборуваме за проблемите меѓу нас. И ти ми велиш да оставиме се и да ја зграпчиме љубовта. Јас не кажувам такви зборови, да зграпчиме љубов. Повели ти продолжи. Добро. Ти мене многу пати ми се извинуваш. Ми кажуваш дека многу се каеш и дека многу ме сакаш и почнуваш да ме бакнуваш. Ох, ево ова никој нема да поверува, не би направила такво нешто. И како ќе успееме ни фантазијава не ни оди? Ете, ти дојде, седнавме, разговаравме, двајцата одлучивме да завршиме со оваа напнатост. И потоа јас ти нудам брак, така?
Веднаш таму. Ни се брза, Назли, за неколку дена ќе седнеме пред матич. Ферит, кој ќе поверува дека вака си ми понудил брак? Добро, како би ти предложил брак? Ти кажи. Јас сум била во Пак ресторанот. со ресторанот. Мене животот ми поминува во ресторанот. Ако сакаш дојди кај нас дома. Добро, Назли, продолжи со ресторанот. Ете, јас еден ден сум била во ресторанот и ти доаѓаш, вака со цвеќе в раце. Ама доаѓаш со цвеќе бидејќи ми нудиш брак. И потоа кога сум те видела, многу сум се израдувала, сме се смириле, ама никому не сум му кажала. Ова е период кога сме се гледале тајно. И потоа ти мене ми велиш, Назли, треба да разговараме за нешто. И јас ти велам, добро, се качуваме в кола и одиме. Ајде, сега и колата. Може ли некако пократко? Не може. Ова се многу важни детали. Девојките за секе ме прашаат, треба да ги договориме сите детали. Добро, во кола сме, продолжи. И потоа, јас вака почнувам да пешачам. Никако да заврши. И потоа поминуваме помеѓу дрвја, наоколу нема никој, само ние двајца. И нормално јас многу се изненадувам. Ти поставувам прашања, ама ти не ми одговараш. Нормално јас се чудам. И потоа меѓу дрвјата здогледувам една светлина. Одам кон неа, една зимска градина, стаклена. Во зимската градина цвеќиња, балони, ливчиња од рози и слично. Јас сум го направил тоа. Потоа ти ме фаќаш за рака, ме внесуваш внатре како во бајка. Потоа јас ги затворам очите, потоа се доближуваме еден кон друг, вака полека, се доближуваме и... Веројатно следува бакнеш. Не, ти мене ми предлагаш брак, клекнат. Зар Ферит Аслан би клекнал, Назли? Добро, предложи ми стоејки. Назли, јас мислам дека е доволно. Мислам дека се договоривме. Види, за ова и двајцата ќе не прашаат. Ако им кажеш погрешно, ќе не издадеш. Не заборавам. Јас морам да се вратам на работа, ако сакаш да те префрлам. Нема потреба, ќе си одам со такси, да си ја земам чантата.